Тажна зимска судбина на Македонија. Речи се секоја година, сликата во градовите како од постапокалиптичен филм. Дете со заштитни маски, замаглени улици, преполни болници. Ветувањата остануваат неисполнети, а граѓаните разочарани. Македонија повторно распослана со магла, смог и PM10 честички во воздухот. Ситуацијата секојдневно се влошува. Не само Скопје, туку речи се сите поголеми градови се гушат во загадениот воздух, кој се позасилено мириса на чад. Македонската метропола никако да се симне од црната листа на најзагадени градови во светот. Вчера Скопје го држеше 7-то место, во друштво со Пекинг, Делхи и Лахоре. Екологистите предупредуваат дека ситуацијата е алармантна и дека одговорност за ваквата лоша состојба мора да има. Ако нас ни е животот и здравието загрузено, одговорноста е најмалку што треба да следи. И тука мислам дека нема дискусија дека сите одговорни што се по хиерархија треба да се сносат одговорност. Сега одговорноста е акт како највисок морален чин. Тоа е веќе дискутабилно, нели, кај кого колку допира. Од граѓанската организација Екосвест бараат од Министерството за животна среда и од град Скопје да започнат со итна примена на краткорочни и среднорочни мерки насочени кон намалување на загадувањето на воздухот во градот. Бараме ограничување на движењето на возилата во централното градско подрачје комплетно или делумно и нов зимски сообраќаен режим за градот, подобрување и зголемување на јавниот транспорт во градот, воведување на нови ефикасни линии, отворање на фонд за животна средина, ограничување на градежните активности и индустријата. Вчера кај ректоратот во Скопје се измерени 334 милиграми на метар кубен, додека во Скопски Карпаш 248 милиграми на метар кубен. Освен Скопје, енормно загадени вчера беа и Битола, каде беа измерени 306 милиграми на метар кубен, Команово со 270, Струмица 253 и Кавадарци со 327. Додека надлежните институции велат дека ситуацијата се подобрувала, воздухот веќе не бил загаден како порано. Неколку невладени и граѓански здруженија се закануваат со тужби до државата и прогласување на државата каде има екоцид, односно прогон на населението заради енормната загаденост. Невладините бараат и прогласување на употреба на итни мерки, доколку 2 дена последователно PM10 честичките се над 50, а според сегашната законска регулатива, итни мерки се превземаат доколку на 2 мерни станици, 2 дена еден по друг, PM10 честичките се над 200. Минатата година мерките беа активирани само 2 пати.